Си замина од пресконференција и сега лајкнува статуси на Facebook. Вице-премиерот го нема никаде да и се извини на Алфа телевизија и по сите реакции од новинарските здруженија, па и од Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, ама е активен за да ги поддржи само оние статуси во кои се напаѓа телевизија Алфа и незината уредувачка политика. Според познавачите, односот на политичарите кон новинарите е предизвикан од неизвестноста пред избори, опасноста од политичката криза, страф од губење на власта. Дрскиот однос на политичките лидери во Македонија не е новина, кога ќе им се упати прашање во кое немаат можност да се пофалат во одговорот и ова укажува дека во Македонија недостига политичка култура и политичка вештина. Секогаш политичката ситуација има влијание врз однесувањата на новинарите. Ние сме во една специфична како да кажам, состојба во овој момент, бидејќи пред нас се два изборни циклуса, една политичка неизвестност, опасност од политичка криза, опасност од уставна криза, опасност од тоа да некои политички партии не успеат да се факторизираат на политичката цена така како што тие се надеваат. И тоа е луѓето треба да сватат дека тоа е нормална работа во политиката. Дека не постојат некоректни прашања како што премиерот му одговори на новинарот на Алфа, посочува целата јавност. Должност на репортерот е да поставува прашања кои се од интерес на широката јавност, а избраните и именуваните лица мора да ги одговорат. Според Геровски, Битики немал никаква разумна причина да ја напушти пресконференцијата. Старото правило вели дека новинарот не мора да ги знае сите одговори, но мора да ги постави сите прашања. Во прашањето на колегата од телевизија Алфа, јас лично не видов ништо спорно. Тоа не беше прашање со теза, како што обично се смета за некоректните прашања, така што мислам дека немаше никаква разумна причина вице-премиерот Битики да го напушти пресот, да се налути. Новинар на Алфа телевизија го праша премиерот Димитар Ковачевски дали е подготвен поради високиот цензус доколку не успеат председателските избори целата власт да биде во рацете на ДУИ како политичка партија, пошто вице-премиерот Фатмир Битики ја напушти пресконференцијата, а пак Димитар Ковачевски како негов шеф го оправда за таквото однесување кон медиумите и дури и посочи кон новинарот дека поставил некоректно прашање. Однесувањето го осудија ЗНМ, ССНМ, МАН, Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, а се бара јавното обвинителство уште утре да отвори предмет по допрен глас за говорна омраза.